се будиме ово утро, драги мои, важно е дека имаме сонце и дека имаме убава позитивна енергија. На 10 минути после 9 часот веќе време е да ги најавам и моите први гости кои што ги имам за денешното викенд будење. Пред 9 часот најавив, навистина кажав една најава за која што претпоставам дека и овие млади момци и девојки ќе се согласат со мене. Се работи за креативна група на луѓе која што во Македонија за прв пат направи нешто такво. Направи еден поинаков пристап на театарската уметност, едно поинакво пренесување од Игор Томески. Игор, прво тебе ќе ти посакам добро утро, онака како највозрасен од екипата, не по години, туку, нели, проектот е твое дело, односно твоја замисла, добре ни дојде. Добро ве најдов, најпрво да се заблагодарам на тебе, Ване Марковски, за поканата во оваа емисија. Сакам да ги поздравам сите теточани, сите слушатели на Радио Слободна Македонија и на екипата на Театарски џумбус, нашите драги актери. Так, кажав дека заедно со тебе собра на вистина талентирани момци и девојки направивте една убава театарска дружина и испративте една убава порака, можеме работите да ги земеме во своји раце. Добро утро и за нашата дама Ивана Симоска, без В, така? Така, добро утро. Ивана, добре ни дојде, и за Владимир Бојчевски, со В? Со В, Владе, така си. да. Добро утро. Добро утро, вие сте дел од шесторката која што во утро е наша гост, се наши гости. Дине ме збуни, Марковски сум јас, да, Марковски без В. Без В сум јас, да. Точно. Ване Марковски. И сите сте без В, така? Така. Само Владе беше. Само Владе сум. Океј. Како сте ни вие, дали сте добри? Си испивме кафенце, се расонивме во утро, сабота наутро. Станувате ли рано многу или имате проблем Не со баш, станувањето имам рано? проблем. Кој ќе се дружиме во ноќните часови? Да, сега кажав дека Игор има 18 години, Владе ти имаш 21, Така. дамата 19. 19. Не случајно ги споменав годините, затоа што на годините кои што ги имате, знаете што со себе, вие сте наши млади уметници со кои што се гордееме и допрва ќе се гордееме. Идејата, иницијативата за вакво театарско шоу, прв пат во Македонија, еден поинаков пристап кон културата, кон настаните. Така, па Театарски џумбус е еден несекојдневен театарски концепт. Идејата за ова шоу беше токму тоа, младите театарски таленти не се доволно инволвирани во креативни проекти. Значи, јас како 18 годишен кој што се занимава со глума и со театар, имав можност да запознавам многу мои врсници, многу мои другари од мало и од околината, од училиште кои што имале голема желба да учествуваат во некој театарски проект, но едноставно не им се дало шанса, не им се дале услови, нели, за да можат и да искусат едно, нели, театарско искуство. Така што тоа беше токму идејата да се направи ова театарско шоу. Составивме екипа од 13 млади ентузијасти кои што сакаат да направат нешто креативно и несекојдневно. 70% од екипата можам да кажам дека се дебитанти, значи прв пат стапнуваат на театарските штици и баш ми е мило што ете ја направивме таа прилика, таа можност да го почувствуваат ова искуство кое што не се опишува со зборови. Со зборови, така. Така, имаме и некои поискусни актери кои што се враќаат на театарската сцена и баш ми е мило што направивме така еден добар спој на искуството и на ентузијазмот и мислам дека теточани беа задоволни од тоа што го покажавме на 6 јуни. Па штом ќе има реприза за многу кратко, значи дека биле стварно задоволни. Владе, ти си највозрасен во тимот, 21 година? Не, имаме 40 годишен. Одлично. Да, тоа е најстариот, не? Да, возраста иде од 10 до 40 години. Така. Главно сме средношколци и студенти. Средношколци и студенти, да. Така. Кога Игор дојде и ја образложи идејата на тебе лично, за прв пат истото прашање, потоа и за нашата дама, како ти реагираше на ова? Кажав дека се работи за несекојдневна театарска представа, преименувана во шоу поради својот формат. За форматот ќе ни кажете и малку подоцна, меѓутоа првично како идеја. И дали прв пат ти беше на некој таков проект? Мене ми е прв пат да се појавам во представа како глумец, нели? Идејата ми се допадна ради што се сочувствувам некако со тоа што се дешава. Така? И како музичар, значи не само како, нели, Да, театарот, тоа е туку и... на прво место, музиката е твое прво место, Да, така? па нели тука уметноста е земена како целина и тоа ми беше момент да се сочувствувам и да сакам да бидам дел од таа екипа и од Так, целото. поаѓајќи од вредностите кои што ги имаме денес во светски рамки, глобално ќе кажам, мислам дека се губат некои работи пред се со експанзијата на интернетот, со некои други
нешта кои што се случуваат кај нас, па поради тоа е убаво кога вака млади луѓе како вас ќе се видат и ќе превземат работи во свој раце, ако се согласувате со мене. Сега јас не сум уметник, ама работите ги перцепирам од една друга перспектива. Може да ме и негирате ако не е точно тоа. Кажа ти дека си музичар, кажа дека си, ова ти е прво искуство, ти си уметничка душа. Ајде, така ќе наречам. После 6 јуни како ти се чувствуваш лично од она што го понудивте и го дадовте на публиката? Па прво сум многу горд на себе, а и на сите кои бев модел од тоа. Второ сум многу пријатно изненаден од самата публика како не прифати. И е интересно што представата траеше 2,5 часа, а они не остана рамнодушни и цели 2,5 сата бара уште да... А бога ми 2,5 сати да задржиш публика во сала, не е мала работа, така? Да. Ивана? Истото прашање и за тебе, ако го памтиш пред малку што го поставив на Влада. Морам да кажам, јас глумам од 9 годишна возраст, значи тоа ми е прво излагање на сцена. Последниве години немав никаков ангажман, но затоа се јави Игор, ете, и ме повика. Прво ми изгледаше тоа искрено како сулуда идеја, но после премиерата исто така јас бев многу горда пред се на себе и потоа и на цела екипа. Не очекував дека ќе излезе така како што замислував. Така. Вие се собравте на едно место млади креативци и млади ентузијасти и влеговте во еден експериментален проект, експериментален концепт кој што не знаевте како ќе резултира на крајот. Одевте меч со двеоштрици, е тоа, нели? Сепак публиката знае да биде некогаш и лоша ако нешто не и се допадне. Так. Кои се првичните реакции? Игор? Па вака, ние сме, можам да кажам, многу изненадени од тоа како тетоската публика не прифати. Колку што можев да слушнам досега од ова театарско шоу, публиката е многу задоволна, значи кажаа дека сме не само што сме ги насмеале, туку на крајот на представата сме успеали да ги наежиме и да пуштиме и по некоја солза во публика, што за нас, нели, за мене како млад режисер и за актерите е доста голема работа. Има голем интерес за реприза, значи од тоа сме изненадени и најверојатно брзо ќе организираме и реприза, нели, за сите оние кои што ја пропусти оваа шанса. Ми се свиѓа една реченица што ја најдов тука од она што ми го испрати ти пред да го договориме ова гостување, вели темата на оваа представа е токму да покаже дека желбата, ентузијазмот и љубовта кон глумата се поголеми од сите пречки и да порача дека без уметност не се живее и дека уметноста секогаш победува. Ова всушност е и голема одговорност за вас уметниците и за вас глумците, бидејќи понудата кон публиката е навистина одговорност. Така? Што ќе понудиме следно? Имаме ли некои други планови после театарски џумбус? Ќе има сигурно. Има, да. Ќе има сигурно, мора да се оправдамо сега. Да. Може ли да ни го објасните накратко концептот на самата представа? Овака, ќе кажам дека театарски џумбус е, нели, театарско шоу, него насловивме театарска представа затоа што тоа е нешто повеќе. Еден експериментален концепт, морам да кажам, тоа е спој на неколку едночинки. Така? Сите едночинки по својата природа се комедии. Во сите едночинки учествуваат актери од различна возраст, нели? Но се провлекува една приказна во текот на целата представа. Тоа се директорот и заменик директорот на Центарот за култура, да ги кажам. Директорот е Влада, така? Заменик директорот е Влада, така. Тоа се главните ликови кои што се појавуваат на крајот на секоја едночинка. Тоа се ликови кои што се откажале од уметност. Значи, на крајот на секоја едночинка буквално ги бркаат младите актери од сцена затоа што најавуваат некоја професионална екипа која што треба да настапи, нели, истата вечер и да почне некој си професионален театар. Овој концепт е представа во представа, значи цело време се најавува тој театарски џумбус, почетокот на театарски џумбус, неколку екипи поред излегуваат, но се јавува некоја конфузија, никако представата да започне. Цело време, значи, ја држиме публиката во исчекување. Имаше доста интересни моменти од типот глумците играа и во публика, значи имаше играње од публика, влегување, излегување во публика, контакт со публиката инволвиравме, мислам тоа е нешто ново и мислам дека добро помина. Друга се навратам на заменик директорот и директорот, значи ги бркаат младите таленти
на крајот на секоја ночинка, со тоа сакавме да покажеме какви се всушност условите и односот на луѓето кон младите таленти, нели? Сметам дека не се доволно инволвирани во културните настани во Тетово, а сметам дека има голем број на млади таленти, нели? Жалосно е таквите, нели, ентузијасти да седат дома. И баш ми е мило ете што успеавме и направивме еден позитивен проект, успеавме да ја пренесеме позитивната енергија на публиката и да покажеме дека нели желбата и ентузијазмот се поголеми и покрај сите пречки можеме да направиме промена и да понудиме нешто позитивно. Уметниците секогаш важат за една посебна категорија на луѓе во општеството што немаат влакна на јазикот и што се премногу искрени и не ги перцепираат неморалните нешта, сакаат се да биде под конец, се да биде во како што тоа е во нивниот свет. Мислите ли дека преку овие ваши проекти, да земам во целина и она што ќе го нудите во иднина, можете да ги промените работите во светот? Кај младите барем. Доволно е да допремо до младите, така? За да и они да се осетат доволно слободни, за да и они да почнат да општат, нели? Да изразуваат својата креативност, така? Да. Театарот е место каде што се кажуваат вистините, животните вистини, место каде што треба се пренесе позитива. Место каде што треба се мотивираат луѓето, така што мислам дека започнавме на позитивна работа и мислам дека сме во можност да направиме промена без разлика колку мала, нели била таа. Не само преку театарот, нели, ние збориме и општо и за музика и за поезија, значи уметност. За се што значи уметност, така. Останувате со нас, имаме и друг дел од екипата која што ќе ја слушнеме, но веднаш после рекламите кои што дадат во продолжение. Радио Слободна Македонија. Ви го нели поискусните, меѓутоа секогаш убаво кога гледате на едно место собрани толку млади и толку убава млада креативна енергија. Најмладиот Наден Ристовски, 16 години има Наден. Пред малку ми кажа твоите колеги дека ти си бил носител на представата, публиката најдобро те доживеела. Ова ти беше твое прво искуство театарско? Да, прво искуство. И како се снајде на сцената? Имаше ли треман? Сепак 16 години. Трема не. Пошто не се срамим од публика. Така? Така е, ја планирав да излезе многу. Излезе ли од тебе тоа што требаше ти да го дадеш? Задоволен ли си ти од сработеното? Јас сум премногу задоволен. Во иднина се вложуваш ли уште повеќе во вакви проекти? Да, нормално. Ја ќе продолжим. Фала и на Игор Томески, режисерот, што ме повика на овој проект, така? Да. Супер. Наден, тука до тебе и Марко Христов. Марко, колку години имаше ти? Јас имам 18 години. 18 години, така. И ти средношколец, се уште дел од овој проект? Ова ти беше прво искуство? Не, ја на сцена сум од 2009 година, значи веќе 6 или 7 години сум на сцена. Имам искуство, сум глумел во аматерски филмови, Авантурите на Прско, исто така режисер е Игор Томески. Имам во неколку детски представи глумено и во представи за возрастни. Но сите тие представи и филмови не може да се успоредат со фактот дека ова театарско шоу беше најдобро од сите, во кој што имам глумено и во кој што го дадов максимумот мој за да ги изведем улогата што ги имам. Така. И уште една девојка имаме ово утро покрај толку момци, Амела Емурлај, 17 години, така? Да. Прво искуство театарско? Пред 2 години, но тоа била мала улога. Така? Сега, од секогаш сум сакала, сум имала љубов кон глумата и благодарение на Игор ми се пружи шанса да имам поголема улога. Така, знаете ли вие колку јас имам љубов кон глумата и кога сум би ми дал некој шанса на тие години, тогаш би бил навистина пресреќен. Се надам дека вие сте среќни што ви ја даде на ваква шанса. Да. Јас ми помина моето веќе, возот замина. Не знам, Дина, дали ми е време, може да станам сега? Дечки, да ме викнете во некоја представа. Да најавам нешто само, колку да се појавам на сцена. Убави се тие театарски, како ги кажете, штици, кои што живот значат, така? Даски. Посебно дружбата. Да, посебно ме израдувавте што дојдовте толку многу луѓе во утро, дури од Тетово допатувавте, се слуша Радио Слободна Македонија во Тетово гостивар, Западна Македонија, да ги поздравиме вашите и наши сограѓани и мои кои што не слуша ова утро. Имаме уште малку време за разговор, тоа време сакам да го искористиме за следните проекти кои што заеднички
би планирале да ги работите, освен репризата? И да се навратиме на тоа, Игор, на твојата кариера, дека ова не ти е прво нешто вакво. Во Тетово си познат како талентирано момче. Владе, музиката ти е тука, гитарата со тебе секаде. Така, увек. Другите момци и девојки имаат некој друг талент, ќе ни кажат, можеби освен глумата. Да почнеме со вас. Па вака, јас морам да кажам дека за месец и пол заминувам за Америка. Примен сум на неколку амерички универзитети и таму ќе ги продолжам моите студии. Но ќе ни се враќаш тука со проекти Нормално, сигурно, да. нормално, секако. Значи, театарски џумбус испадна нешто неочекувано, нешто позитивно и можам да кажам дека иако ќе си одам набрзо, ќе останам во контакт со екипата и ќе продолжиме нели да спремаме и нови проекти. Тоа им го ветуваш на нив. Тоа им го ветувам, да еве јавно. Не го пуштамо така. Па супер, на усовршување, едно И убаво. втор дел мора да има. Така, едно убаво искуство таму ќе си донесеш тука. Владе, твоја пасија е музиката? Па Ќе те прво чекаме тука музиката, на да. радио концерт Се ние надевам, се во надевам. Радио Слободна Македонија да направиш еден убав акустичен радио концерт. Би сакал, се Може надевам, така? Да. Договорен. Другите момци и девојки, глума, хоби, пасија, музика, имате ли нешто? Значи, Како млади креативци што можеме да го издвоиме ово утро? глумата ми е на Прво така место? да кажам на прво место, но исто така многу сакам пеење. Значи животот ми е во музиката, можем да кажем, и во глумата. Многу сакам пеење и можам јавно сега да го најавам моето прво авторско дело, мојата авторска песна која што ќе се снима заедно со Владимир Бојчевски и би требало наскоро да излезе. И ќе ја промовираме на Радио Слободна Македонија, се разбира. се Девојки, разбира. да ве слушнеме и вас за крај. Многу Па- тивки сте ни некако. Јас сум студент на Музичка академија во Скопје и нормално покрај музиката како професионален музичар да се каже. Така? Глумата ми е исто така. Од порано многу сум сакала да глумам. А и општо и цела уметност ја сакам. Тоа е една работа, една Да, гранка. Амела? да. Мене на прво место ми е глумата, но понатаму би Што? можела да се занимавам и со музика, зашто да не? Знаете дека и некаде прочитав дека и радиоводителството и ова јас и Дине што го работиме е уметност, така ќе се согласите со тоа. Така, да. Ви благодарам што бевте дел ова утро од викенд будење, кога имаме прекрасни гости, поминува времето брзо. Дечки, ни донесовте убава атмосфера, убава позитивна енергија во студиото. Се надевам дека бевме добри домакини. Ќе упатам апел до вас и до сите млади креативци кои што сакаат нешто да промовираат, за тоа да слушне цела Македонија, да не контактираат. Ви благодарам на вас што дојдовте ова утро. Фала Дори ви 5 на вас. минути Благодарам порано на од вас. закажаната. Имаме нешто да додадеме за крај или толку? Па вака, јас би сакал да го искористам за крај, да се обратам до сите млади ентузијасти, да не чекаат да им се пружи шанса, да се обидат и сами да створат нешто. Да граваат, така? Така е. А и до оние кои што поискусни, нели, актери, што се вели, да им дадат шанса на младите и оние кои што имаат пари и средства да вложат, затоа што Тетово е некако представници на Тетово може да кажеме дека има голем број на млади таленти, па и цела Македонија, нели, треба да се даде поголема поддршка на младите, сите заедно да направиме нели подобра иднина и по позитивен свет. Така. И она што ја сега за крај можам да го ветам, дека веќе од следниот понеделник песната Хиерархија, која што беше дел од последната сцена на театарското шоу, ќе имаме ние и во нашата Мак хит листа, за која што ќе може да гласаат нашите слушатели, најдобрата десетка на РСМ, па ќе видиме како ќе котира, така? Со Милан Коса ја работевте таа Така песна. да, јавно да го поздравиме Милан Миланов Коса, што ни излезе во пресрет и за многу кратко време ја спреивме оваа песна, за да можеме да ја пуштиме на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам што бевте наши гости. Вториот гостин веќе подготвен, за многу кратко ќе му посакаме и добро утро на нашиот X фактор македонец Давид Темелков. Останувате на РСМ. Тетово гостива 90 FM. Завесата е спуштена, уште пред да почне представата. Луѓето не знаат докаде оди дното, ниту каде им е главата. Во овој хаос подреден, во овој град непроменет. Талентот чека карта за да може да биде проценет. Лудило не се глуми, лудило е страшна диагноза. Дали ова наша пропаст или лоша временска прогноза? Медиокритет, полтронство, разноразни завери.
позади бина злоба, а сите се сакаме пред камери. Каков джунгус ова е хиерархија, глумаците, глумиме ние, и деца од партија. Грам талентни простор простор за уметноста, детово е сцена во која се нулира вредноста. Зарем е важно да се кажат важни работи? Кога никој не те слуша, а има само неправди. И не знам дали некогаш ќе видам ден кога ќе слушам дека тетово ќе свати се. Би продале и душа и тело само за пари. Но не е тоа толку силно вас да ве победи. Слобода на уметност, живот со цел. Нема препреки да сменат слободен свет. Каков джунгус ова е хиерархија, глумаците, глумиме ние, и деца од партија. Грам талентни простор простор за уметноста, детово е сцена во која се нулира вредноста. Каков джунгус ова е хиерархија, глумаците, глумиме ние, и деца од партија. Грам талентни простор простор за уметноста, детово е сцена во која се нулира вредноста. Создадете свет каде ќе бидете слободни, каде само желба и добра волја за влез се доволни.